Пол Погба го привлече вниманието на неколку гиганти, особено на Парис Сен-Жермен, кој е спремен да издвои цело богатство за да го доведе во Парис. Председателот на францускиот шампион Насел Ал-Калаифи потврди дека Погба ќе биде главна трансфер цел на клубот за следното лето. Се работи за одличен фудбалер, иднината на Франција. Нема да се обидиме да го ангажираме во јануари, но ќе направиме напори следното лето да го донесеме во Парис, изјави председателот на Парис Сен-Жермен. Пол Погба е под договор со Јувентус до 2016 година. Двете страни полуго време се во преговори за продолжување на соработката, но председателот на старата дама Андреа Анјели призна дека во иднина ќе биде невозможно да го задржат фудбалерот во своите редови. Премиер лигаш од Кардиф ја официјално го представи новиот менаџер, легендата на Манчестер Юнайтед Оле Гунар Солскер. По разговорот со Винсент Тан и председателот на клубот Мехмет Далман, Солскер се запозна со своите фудбалери и официјално беше представен на стадионот. Кардиф Сити со задоволство може да соопшти дека Оле Гунар Солскер му се приклучи на клубот како менаџер на првиот тим, стои во официјалното соопштение. Солскер мина 14 години како фудбалер на Манчестер Юнайтед, потоа стана тренер на Молде на кој му донесе 2 титули поред во норвешкото првенство, но сега повторно се враќа во премиер лигата. Синоќа стартуваше топ 16 фазата во кошаркарската Евролига со 5 надпревари каде поуспешни беа гостинските екипи кои славија 3 победи. Во Ф групата гостите забележаа 2 победи. Партизан очекувано загуби од Реал Мадрид со 64-80, а Макаби Тел Авив славеше во Истанбул против Галатасарај со 84-90. Во Е групата во шпанското дерби Уникаха Малага на домашен терен загуби од Каха Лаборал со 79-93. Панатенаикос го победи Армани Миландо на домашен терен со 73-57 и Барселона славеше против Анадолу Ефес со 84-65. Вечерва се играат 3 надпревари. Во Е групата Олимпијакос во дербито игра со Фенербахче Улкер. Во групата Ф Локомотив Кубан се среќава со ЦСКА Москва во руското дерби, додека Жалгирис игра на домашен терен против Бајер од Минхен. Во NBA лигата синоќа се одиграа 9 средби каде се случија голем број изненадувања во двете конференции. Најголемите 3 беа дело на Бруклин, Њујорк и Голден Стейт. Во Мајами, Голден Стейт славеше со 123-114. Стеф Кари беше незапрлив за одбраната на актуелниот шампион и вечерта ја заврши со 36 поени и 12 асистенции, погодувајќи 8 тројки. Одличен кај гостинската екипа беше и Девид Ли со 32 поени и 14 скокови. Мајами го предводеа Леброн Джеймс со 26 и Двен Вейд со 22 коша. Уште поголеми изненадувања направија двете њујоршки екипи кои славеа на гостувањата кај двете екипи кои важат за главни фаворити за освојување на титулата на западната конференција. Меч винер за Бруклин во Оклахома Сити беше Џо Џонсон, кој успеа да погоди буквално во последната секунда за триумф на гостите од Бруклин со 95-93. Најефикасен беше Дерон Вилијамс со 29 поени, Пол Пирс го следеше со 18 коша. Недоволни за Тандер беа и 24 поени на Кевин Дурент. Молните настапија без Расел Весбрук. Никси стигнаа до победата над Сан Антонио, каде во тимот се врати Кармело Ентони, а Шамперт имаше личен рекорд од 27 коша. Исто толку поени постигна и Ентони, кој дојде 12 скока во победата на Њујорк Никс од 105-103 над Сан Антонио Спарс. Марко Белинели со 32 поена за Спарс и исто така имаше вечер за паметење. За вечерва предвидени се 7 надпревари во NBA лигата.